Друштвото на писатели на Македонија го осудува упадот на неодговорна група луѓе кои во Атина се обидува да ја спречат промоцијата на првиот грчко-македонски речник. Ги повикуваат писателите и интелектуалци од Грција да се почитува слободата, правдата и демократијата. Од Друштвото на писатели на Македонија се длабоко убедени дека и нивните колеги од Грција го делат истото мислење. Почитувани колеги писатели и интелектуалци од Грција, ве повикуваме заеднички да го кренеме гласот против црните фашистички облаци кои сакаат да го затемнат небото на 21. век. Без оглед од каде доаѓаат тие облаци, без оглед чии производ се тие, нивната апокалиптична визија е насочена против сите нас кои ја сакаме слободата, правдата и демократијата. Јазикот е основно средство за диалог, а речникот е помошно средство за јазикот да ја покаже својата моќ, велат од Друштвото на писатели. Писателите подсетуваат дека изминативе децении повеќе дела на грчки автори се преведени и објавени на македонски јазик, што според нив е потврда дека различните јазици не можат и не смеат да бидат бариера, туку мостови што зближуваат и збогатуваат. Поврзаноста со соседните јазици денеска Друштвото на писатели на Македонија ја покаже уште еднаш на дело, доделувајќи ја наградата книжевно жезло на романскиот поет Думитру Јон. Покрај романскиот писател истата награда ја доби и македонската поетеса Катица Ќулавкова. Денеска по 12 пат се одржа манифестацијата Празник на липите, на која традиционално се доделува оваа награда.